Тоа точка е ретка како еклипса. Значи, мислам дека последниот пат кога некои колеги пратеници го памтат веројатно последниот избор на програмскиот совет пред 11 години, така да мене ми е неверојатна честа. Изгледа се случува на 2-3 мандати, па така да имаме чест денеска да дискутираме за оваа точка многу битна, за програмскиот совет на МТВ, која е многу под радарот на политичките збидувања во Македонија, затоа што некако како намерно да не се артикулираат работите околу работата на МТВ, а самата институција е еден од столбовите на македонската државност. Буквално, значи првите радиобранови кои биле емитувани од македонската радиотелевизија ја означиле слободата која била извојувана во Втората светска војна, бил како институција бил дел од конципирањето на сите други институции, на повоената македонска култура, на еманципацијата на едно население кое немало претходно услови за да создаде држава во еден државотворен народ, и сето тоа се случило со помош на оваа институција која денеска е заборавена, упропастена и запоставена, после изгледа намерно. Дури јас би ја запрашал јавност и моите колеги пратеници дали памтат како беше обележена 80 годишнината од постоењето на Радио Скопје и 6 години од постоењето на радиотелевизијата. Таа се случи, тој јубилеј се случи пред некое време, но едноставно не беше забележен на вистински начин, затоа што си имаме откажано просто од институцијата и не се прават чекори за низина ревитализација. Јас сметам дека е добро да се донесе нов програмски совет, затоа што овој програмски совет и генерален директор, кој има 14 години мандат на таа позиција, а програмскиот сектор 11 години, тоа се фараонски мандати. Јас не знам кој мандат во Република Македонија трае толку и кој мандат има толкава моќ во споредба со временската рамка во која трае. Така да ја поздравуваме насоката во промена на програмскиот совет денеска, иако се сомневаме дека многу работи ќе се сменат, но некаде мора да се почне, а тоа е да прекине фараонското владење на една клика на луѓе со јавниот сервис кој треба да биде во полза на јавниот интерес. Во овој момент имаме многу работи за кои можеме да зборуваме, а тоа е дека пред самиот крај, кога веќе собранието влезе во процедура на бирање на програмскиот совет, програмскиот совет тогаш му текна на 27 јануари да разгледува точка за распишување на конкурс за надзорен одбор, иако тоа тврди дека не може да го прави од 2018 со измените во законот кои предвидуваат дека тие се носители на таа функција до избор на нов програмски совет. На 27 јануари дискутирале на нивна седница и побарале, рекле дека ќе побараат автентично толкување од собрание, дали имаат право да распишат конкурс за надзорен одбор. Не го добиле тоа толкување, ние тоа овде го знаеме. За на 14 март да распишат конкурс за надзорен одбор, но не и на генерален директор, што на нас ни покажува дека има директен интерес за покривање на последните, ајде да речеме, денови од оваа констелација која владеела волку долго. Работите се драматични и на почеток ќе почнеме со еден записник од програмскиот совет од нивна седница на 25 март 2025 година, каде што има точка која вели разгледување и усвојување на извештајот за реализирана програма на работата на ЈРПМР за 2024 година. Според законот, тие имаат законска обврска да емитуваат 10% од вкупната годишна програма од приватни продукции. Но, во самиот записник ќе увидиме дека се јавува за збор член на програмскиот совет, кој вели: за останатата програма емитувана во минатата 2024 година немам позитивно мислење. Напротив, програмата инаку, која треба да биде минимум 10%, моментално е на 80% од годишното емитување на програма во МТВ. Меѓу другото, ќе се вратиме на ова, ако се прашувате зошто децата ни зборуваат на англиски, тоа е затоа што нема продукција на автентична култура за конзумирање на почнувајќи од јавниот сервис, па понатаму
и на приватните чинители во медиумскиот и во уметничкиот простор. Се почнува од јавниот сервис кој не им произведува квалитетна продукција за конзумирање на нашите граѓани. Овој член вели за извештајот за работа. Копродукција до копродукција. Образовната програма на МТВ после 60 години е убиена. И во заклучокот се вели да се достават до Советот нови договорите за копродукции за следните проекти. 360 степени. Метео на МТВ. Дали на вас ви е нормално метео на МТВ да биде во копродукција со надворешна фирма? Дали е нормално нашиот јавен сервис, нашата телевизија да не може собствена метео програма да има која сама ја продуцира? Зошто побогу да има копродукција за метео? Има безбедносни експерти овде од вас, при државен пуч, една од институциите кои треба да се освои е јавниот сервис. Овде на нас јавниот сервис ни го имаат окупирано просто приватни продукции, приватен интерес. Има емисии кои се емитуваат на јавниот сервис, за кои нашиот јавен сервис обезбедува простор, камери, вработени на платен список на МТВ, кои ги снимаат тие емисии во редовна нивна работа, значи буквално и воздухот и водата е на МТВ за тој продукт, ама затоа што е во копродукција, тоа не е собственост на МТВ и МТВ понатаму му ги откупува правата за да емитува програмата која тие ја создаваат. Тоа не е ништо друго освен криминал. Тоа е вулгарен криминал и испампување на пари од јавниот сервис. Како бе, човече, јавниот сервис да ни нема капацитет да створи своја метео програма? За одјавни шпици, сите одјавни шпици се во копродукција со една продукција и за тоа се потрошени 3 милиони евра. Сега да дојдеме за извршување на буџетот за 2024 година и остварување на средствата. Ако видиме дека 80% од програмата е во копродукција, кажете ми дали ви има логика ова сега што ќе ви го прочитам. Вели за програмски права се потрошени следните цифри. За права на филмови 21 милиони 700 илјади денари. За надомест за фестивали 1 милион 583 илјади денари. За копродукцијски проекти 128 милиони 387 илјада денари. Значи 80% копродукцијски, тоа го заклучивме. И тогаш што означува ставката останати програмски права 34 милиони и 800 илјади денари? Зашто се не спортски ги има? Права на спортски настани, еве еден пратеник ме праша, милиони 500 илјади. Значи и спортски настани, и филмски, и фестивали, и копродукции си имаат своји ставки, имаме останати програмски права 35 милиони денари. Зашто побогу 35 милиони денари? Тоа веројатно го знаат само директорот, програмскиот совет кој владееше 11 години со телевизијата и таа екипа тамо на службеници и бюрократи кои си ги имаат шемите. Има индиции дека преку МТВ се купуваат филмски камери, уреди за пренос во живо. Тие после идат во раце на приватни продукции па се изнајмуваат од страна на МТВ повторно, само за да се храни тој зачаран круг. МТВ не емитува сателитски програм кон диаспората, иако има законска обврска тоа да го прави. МТВ ги крши правата на своите работници и ги фаворизира уредниците кои се блиски до овие сделки кои се прават. Трошат милионски суми луѓе за рилови од по 60 до 90 секунди кои ги пуштаат. А за крај ќе ви кажам, ако ви интересира спортскиот канал на МТВ, сега да го пуштите, ќе имате спортско лизгање од Пекинг од 2008. Нешто мора да се преземе и следниот програмски совет не смее да биде дел од овие криминални шеми. Ви благодарам.